Здравието нема цена, но за жал изминатиот период, посебно изминатава година, кога станува збор за здравието и за Министерството за здравство, за жал доаѓаат неубави вести, за некого и поразителни, дека се крати, како што спомене и Кристина во разговорот, се крати буџетот, се кратат средства за доста превентивни здравствени проблеми и состојби. Поради тоа, со животни предизвици се соочени и пациентите кои што живеат со состојбата, односно со ретката болест, наречена цистична фиброза. За нивните предизвици, за тоа што се соочуваат посебно изминатиот период, ово утро разговарам со Ивана Атанасовска, председателка на Асоциацијата за цистична фиброза. Добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, фала на поканата. Ајде прво да дадеме еден мал вовед што всушност представува оваа состојба и дали е генетска, наследна, дали е пренослива болест? Цистична фиброза представува баш тоа, генетска, наследна болест, незаразна болест, мултисистемска, што значи дека ги опфаќа голем дел од органите со густ леплив секрет на кој се налепуваат бактерии кои прават постојани инфекции, хронични инфекции кај пациентите. Станува збор за белите дробови, најчесто страдаат цревата, црниот дроб, панкреасот и згоро на тоа како дополнител на некоја тежина на болеста има пациентите често добиваат диабет, остеопороза и некои слични пропратни дополнителни диагнози. Ивана, како се диагностицира, кои се симптомите? Симптомите се различни, можам да речам, кај секој од пациентите, бидејќи индивидуалната состојба на секој од пациент е различна, дури и кога ги имаат две исти мутации. Најчесто проблемите, како што кажав, со белодробието се оние кои преовладуваат. Пациентите имаат потешкотија при дишењето заради тој густи леплив секрет за кој споменав. Исто така станува збор за една прогресивна болест која со текот на годините само се влошува и за жал за сега кај нас во Македонија има само терапија, во моментов и нема. Меѓутоа имаше терапија која делуваше само на последиците, односно да се лечат последиците од болеста, а нема терапија која би го поправила тој проблем кој настанува во суштина. Така. Сега доаѓаме до главната суштина на денешната тема, откако го дадовме во краток вовед што всушност представува оваа состојба. Зошто нема терапија? Колку време трае тоа? Како е можно, ако веќе зборуваме за болест која што брзо прогресира, како е можно институцијата Министерство за здравство и луѓето кои што го водат конкретно овој сектор, кои што ги водат задачите поврзани со цистична фиброза, како е можно да останат глуви и слепи, ајде народски ќе се изразам, на барањата од пациентите, на барањата од вашето здружение и на укажувањата дека всушност со терапијата навистина може долго и квалитетно да се живее. Каде е тука проблемот? Зошто немаат слухот Министерството за здравство? Најпрво проблемот за основната инхалациона терапија настанува заради доцнење на тендери и други бирократски постапки и ова ни се случува речиси секоја година. Оваа година терапијата доцни речиси 3 месеци, требаше да стигне минатата недела. Имавме такви дојави дека ќе се транспортира до градовите, меѓутоа се уште нема абер за терапијата. Другиот, се извинувам. Ако слободно. Другиот проблем кој кај нас настанува и терапијата за која се бориме веќе подолго време и за која започнавме на петиција кај граѓаните и собравме над 10.000 потписи. Тоа беше и нашата цел, да го поттикнеме Министерството за здравство да почнат да размислуваат да се воведе модулаторната терапија, односно терапија која влијае директно на проблемот, на протеинот, за да може
од старт да се подобри состојбата, да се продолжи животниот век и некои процеси кои веќе тргнале во еден лош правец, да се вратат малку наназад, за да може ние да функционираме понормално. И има ли слух од Министерството, комуницирате ли сега, бидејќи терапијата доцни 3 месеци, дали се свесни луѓето кои што ги водат тендерите, кои што треба да ја завршат и бркаат таа постапка, дали се свесни за штетата врз здравието која што се предизвикува на пациентите со цистична фиброза, дали од тој хуман човечки аспект имаат разбирање и гледаат тоа да се нели средиете да од следната година не се повторуваат овие проблеми за кои што зборувавте до сега? Слух до сега има, меѓутоа делата не покажуваат дека има слух, за жал. Станува збор за една животозагрозувачка болест, кај која не сме да се дозволуваат вакви прекини во терапијата. Веќе имаме и голем дел од пациенти кои се адулти, возрастни, што не било случај порано. Меѓутоа, секако големината на бројот значи и зголемена тежина и на болеста. И оваа терапија, модуларната терапија, на некој начин би им го спасила животот. Претходно имаше некои договори дека треба да се донесе терапијата во мај, па во јуни, па за 3 месеци. До сега немаме никаква повратна информација дека воопшто и терапијата е порачана. За жал, моментално на 8 души животот им зависи од таа терапија, кои се во покритична фаза, да не речам терминална фаза од болеста, за жал, каде единствено решение може би било и трансплантација на бели дробови, што кај нас исто така не е случај, не се практикува се уште. И многу фрустрира посебно фактот што оваа терапија не само што е достапна во Америка, европските земји, достапна и во нашето соседство. Ја има во Србија, ја има во Грција, Бугарија, дури Република Српска, за сите пациенти на бавија над 12 години. Така што... Како тука се снаоѓате со терапија? Верувам дека дел од луѓето кои што имаат комуникации, кои што имаат контакти со пациенти надвор од државата, некако се снаоѓаат да земат терапија за овие месеци кои недостасува, се прават такви напори од Сдруженијето, конкретно, ако ги тргнеме институциите на страна додека чекаме на нив? Тоа е тешко реално да се направи, затоа што терапијата и во другите земји е од месец за пациентите и е во количество кое е доволно за тој пациент. Меѓутоа, ние имаме наши пациенти кои се во странство и искрено, иако можам да речам дека се граѓани од втор ред, тие имаат право и ја добиваат таа модуларна терапија. Так. За среќа, нивната состојба е многу подобра. Видовме од лични примери од наши пријатели и познаници дека тие сега можат да трчаат на маратони, можат да одат на работа без проблеми, да ги обавуваат сите дневни активности, додека нас ни треба по 3-4 часа на сабајле да може да искашламе, да се спремиме, да функционира некако денот. Меѓутоа, сето тоа е многу захтевно, многу тешко, посебно кога нема терапија, нема поддршка. Институциите, покрај тоа што од страна на Министерството за здравство немаме добар фидбек, добри резултати. Занемарени сме и од страна на социјалниот аспект. Голем дел од нашите пациенти се или невработени, или се соочуваат со тоа да бидат избркани од работа заради хоспитализациите, едноставно, кои мора ние да ги имаме 2 до 3 пати во текот на годината минимум. Кај потешките пациенти станува збор за хоспитализација на секој месец, по 2-3 недели, што е навистина тешко, заморно
за сите, не само за нас како пациенти, туку и за фамилијата и за пријателите. Спомена 8 пациенти во моментов кои што се без терапија одредено време, на кои што им е животот загрозен. Но што вели останатата статистика, колку вкупно пациенти со цистична фиброза живеат во Македонија? Без терапија се сите пациенти. Не, без терапија, меѓутоа колку вкупно нели со оваа состојба живеат, сакав да кажам. Да, имаме околу 140 пациенти со цистична фиброза. Станува збор за голем дел деца и млади луѓе. Најстариот пациент ни е 40 на години, што значи дека сепак станува збор за млади луѓе на кои треба да им се даде шанса за живот, кои можат да бидат општествено корисни ако им се подаде соодветно рака и ако државата помогне во тоа вклучување, во таа инклузија, да не бидат само празни зборови. Така. Добро, секако ние ќе побараме нели став од Министерството за здравство, бидејќи овој предизвик за терапија не е само за пациентите со цистична фиброза, гледаме дека голем број на пациенти пред се со ретки болести апелираат и алармираат за тоа, но ако зборуваме од човечки и од хуман аспект, какви се реакциите на тие луѓе што треба да стават подпис на некој тендер кога им кажувате ете 8 пациенти не се во животно загрозувачка состојба? Каков одговор добивате на тоа човечки аспект, сега прашувам, од хуман аспект, нели, бидејќи некој во канцеларија треба тоа само да го подпише, додека некој на страна се мачи да ја добие таа терапија. Што ви одговараат на тоа кога некогаш ќе ве надвладеат и емоциите и на тој начин ќе им пристапите? Каков одговор има на тоа? За сега до сега сме имале трпение. Се работи за човечки живот, затоа ја го поставувам како прашање. До сега сме имале трпение и разбирање за ситуациите, ајде да почекаме уште еден месец, меѓутоа некогаш границите се надминуваат. Мислам дека дојдовме баш до тој момент каде пациенти реално и за жал нема веќе што да изгубат. Се наоѓаат во толку тешка состојба што едноставно за право ми дава дека ние дури како пациенти сме имале преголемо трпение и кон институциите, и кон властите. И овие работи мора да се променат. Не сме да нема пари, да не се одвојуваат пари за лекови, кога реално државата има пари за различни прослави и такви работи. Така што не може на наш грб да се штеди државата. Така. Зборуваме за човечки животи, зборуваме за здравје и веруваме дека ете преку овие приказни ќе допреме до тие институции каде што треба, во случајов до Министерството за здравство, ако не и до погорните инстанции, доколку ете нели Министерството во моментов не може да ги нели ете регулира терапиите и да ги донесе во државата терапиите за пациентите со ретки болести, но затоа ние тука сме како медиуми да го следиме ова, сепак се работи за здравјето на сите нас, за здравјето на нашите сограѓани, да алармираме овие проблеми да се решат нели во блиска иднина, па да бидеме оптимисти дека со следното наше гледање, следното наше интервју веќе ќе зборуваме за други теми, а не за стандардниот годишен прекин на терапиите поради, како што кажавте вие, тендери и тендерска постапка. Благодарам за гостувањето. Благодарам многу.